Контрареплика Драњчо Димков. Вака се. Викаше еден батет, доста ме бранши. До пред 10 години Штип немаше потреба од такви катни гаражи. Се врти на Штип. Јас ви гарантирам дека сите патишта ќе водат на Штип. Ама ако некој закасневте автопатот, брзиот пат, патот кон Струмица, патот кон Кочани, ако се средеше тоа, до сега многу работи ќе се случија. Тук имаше еден проект за млади брачни парови, ако се сеќавате. Во фаза беше на реализација тук одма да се гради, 100 апликации имаш. И тоа го сопревте. Сега не знам, сакаме да ги оставиме младите тука. ВМРО ДПМН предложи проект за изградба на станови, да им се даде колку може поевтино на младите, за да се вклучат тука, да останат во Штип, индустријската зона е тука, универзитетот е тука, и тоа се стопира. Сега да ве подсетам за еден, сега ќе ви кажам околу болницата. Проектот клиничка болница во Штип и натаму е заглавен, не се работи ништо, а нема информација како и кога ќе продолжи. Темелите на овој капитален проект, кој според проценките треба да чини 30 милиони евра, бе удрени во март 2016 година. Јас со господинот Никола Мицински, со целата влада, имав чест да ставам камен темелник на изградбата на таа болница. И сега одеднаш ќе се изградило во 2020 година се пролонгира. Требаше да биде до сега. До кога така ќе одите со тие проекти? Да ве подсетам за уште една работа. Аеродромот. Зошто би го избришавте аеродром? Зато ви зборам. Требаше се гради аеродром од 80 милиона евра. Тука во близината меѓу Свети Николи и Штип кај Врсакова, местноста Врсакова. Срамота. Зошто не се гради? Знаете што значи дека тоа ќе беше? Не цела Македонија, Европа ќе идеше во Штип. Затоа сакате против Штип се борите. Јас мислам дека веќе е лично ово против Штип што се работи. Едино што направивте, тоа е секоја чест, политики некои погрешни и така натаму и така натаму. Значи, имате шанси, колега. Имате шанси. Вие зборувате за кошак. Абе не само кошакот, борењето од таму почнато. Целото, значи, центар, јас ги почитувам сите градови, јас сум родом од Штип. Штип е голем центар, историски, културен, регионален, секаков. Не заради Штип, не го барам јас тоа заради мене. Затоа што многу луѓе гравитираат и поминуваат тука. Струмица не може да дојде во Скопје ако не помине преку Штип. Радовиш исто. Значи Делчево, Берово, Пехчево, Виница, Коч, мора тука да поминат. Проби Штип. Тука е најфункционално тука да поминат. Заради тоа го барам. Заради тие некои работи. Сега, тоа е многу важно што се случува. И сега ако сакаме ние Штип да го градиме како град како што треба, се требало 2 гаражи да се направи. Не направивте. Ај тротоара напред и го укарорме. За 50.000 евра. Ај тука зборуваме за 30-40 милиона. Ај за болница зборуваме за 30 милиона евра. Абе тротоар не дава тука укарорме да се направи. Што правиме сега? Го стопиравте аеродромот, стопиравте клиничка болница, патиштата ги касните 2 години. Јас сум загрижен. Јас ви кажувам, ви пренесувам информацијата на моите сограѓани од Штип. Имаме проблем. Од кога дојде Социјалдемократски сојуз на власт? Нити кадрова политика према Штип, нити инфраструктурна политика према Штип. Сериозен проблем е. До кога вака? Сега јас имам тука, доправо ми се предлози од општина Карбинци. Сега ако ќе почнат имаше 20 амандмани за Штип. Хајде да ве видам тогаш дали нешто тогаш ќе направите. Благодарен сум за прочисти. Голема работа. Дечињата, студентите ќе дишат чист воздух од нова година натаму. Ќе се овозможи пак благодарение на нас. Ако не сме ние да поттегнеме да речеме чекајме луѓе, абе изумре, еве колешката ја слушам тука кашла, преска, се задуши. Ќе се задуши. Воздухот ви е загаден во Скопје. Не е така. Значи проблем е ако не направите нешто да се смени таа работа, таа политика, катастрофа ќе биде. И ве молам, одважете се, дајте ни поддршка за Штип. Сега тука немате пратеник моментално од Штип, ама не е битно, има некои што гравитираат во близината од Штип. Така да, еве, да не должам многу, да не го одзимам времето, ве замолувам. Значи ве замолувам да помогнете за Штип.